Кристина и вели како да се симнат последните 4-5 килограми баш околу стомахот со оглед дека не можам да вежбам поради здравствени причини. Кристина, не постои таргетирано симнување на килограми. Телото никогаш нема да рече, окей, затоа што ги правиш овие вежби или оваа исхрана, ќе таргетирам на бутини или на стомак. Не, телото знае за целокупен процент на масти наслаги и не можеш да конкретна точка од телото да топиш, но секогаш овие може би последни фрустрираат и прва работа не би те препорачал да се фрустрираш и да брзаш, затоа што најголем дел од овие стратегии се затоа што луѓето бараат, нели, може би сакаат да задоволат некоја туѓа слика за нив и сакаат, нели, да изгледаат најдобро што можат, но доколку си оневозможена да вежбаш и доколку може би имаш некоја моментална ситуација со твоето здравје, тогаш почекај да се реши, не брзај. Во меѓувреме секако има и добар животен стил, но ако прашуваш кои може би се тие шорткати, кратки, нели, патишта до таа цел и до намалување на тие 4-5 килограми, она што е официјално потврдена наука е дека секогаш високоинтензивните тренинзи кои што ти не можеш да ги правиш, друго е да што помалку провокации на инсулин да се случуваат, тоа значи многу добри и сложени аглихидрати да избираш, процесирана храна воопшто да немаш, да имаш максимум 3 оброци во денот, затоа што на тој начин нема да провоцираш инсулин, изобилство од зеленчук, затоа што па таму се крие калиум и калиумот помага во овие ситуации. Значи, ова не е рецепт како да ги тргнеш тие 4-5 килограми, но може да ти помогне и се разбира, долгорочен добар животен стил е секогаш добитната комбинација.